Состојбата со дроги во македонските затвори денес беше разгледувана на меѓународна конференција за дроги во затворите во Југоисточна Европа. Во рамките на сите установи низ Република Македонија во моментов има вкупно 1510 осудени лица. 30% од нив се детектирани како зависници од дрога, а 15% од нив се лекуваат. Република Македонија во овој поглед сериозно ги има остварено европските стандарди. Република Македонија во овој поглед ги има постигнато европските стандарди. Европските стандарди се дека осудените лица, односно лицата во затворите, треба да имаат приоритет при користење на терапијата. Во Република Македонија сите затвореници кои што се корисници на дроги се вклучени на терапија без разлика на кој тип на терапија и после тоа имаат соодветна рехабилитација и по излагањето од затворските установи. Затворениците најчесто зимаат хероин, кокаин и марихуана, а дрогите до нив доаѓаат по скриени канали, слично на преминувањето на државната граница на оние кои шверцуваат. Програмите за третман на зависниците се реализираат и во најголемиот затвор Идризово. Лекувањето е доброволно и квалитетно, како за останатите граѓани во општеството. Сите овие лица имаат можност да влезат во програмата, субституционата програма со метадон, но и веќе имаме некаде 80 лица кои издржуваат казна затвор во Идризово кои се третираат со новиот лек бупренофринот. Оно што веќе започнавме да го работиме на повисоко ниво, значи не само третман со ваква терапија, веќе сме во завршна фаза на изработка на програми за третман на осудените лица за симнување од зависностите од дроги. На конференцијата беше истакнато дека Република Македонија е меѓу земјите со најмала застапеност на зависници и дроги во затворите. Во голем број на земји дрогите во затвор се уште табу тема, но во некои земји околу 70% од затворениците се во затвор поради криминални дејствија со дрога, што е прилично високо, така да 30% сигурно нема да ме изненади како бројка во Македонија. Во македонските затвори околу 200 лица годишно се лекуваат од дрога.